Почитувани присутни, почитуван министер за транспорт и връзки Сугаревски, почитуван директор на ЈПДП, Јавното предпријатие за државни патишта господин Китанов, почитувани вработени во овој оперативен центар и воопшто вработени во јавното предпријатие, почитувани представници на медиумите. Неодамна владата ја објави комуникацијската стратегија која што ќе ја реализира до крајот на следната година. Во неа посебно место зазема информирањето на јавноста за стратешките капитални проекти за патно, железничко и енергетско поврзување на земјата. А целта секако е да обезбедиме брз, конкурентен, но пред се безбеден транспорт на нашите граѓани, проток на стоките и на производите, како и регионално поврзување, како основа за забрзан развој на економијата. Денеска сме тука да информираме токму за еден таков проект. Електронскиот систем за наплата на патарини долж коридорот 10, преку кој што се воспоставува систем со врвна технологија, значително ќе ја намали можноста за манипулации. Имајќи предвид дека електронската наплата на патарини веќе може да се врши без запирање на возилата, односно возилото треба само да ја намали брзината на движење, а наплатата се извршува автоматски, ова ќе придонесе и кон зголемувањето на протокот на возила и кон зголемување на комфорот на нашите граѓани при патувањата. Дополнително, корисниците на електронските картички ќе добиваат попуст при секое надополнување на картичката. Инаку, целиот проект офаќа изградба на 4 нови наплатни станици: Романовце, Градско, Демир Капи и Гевгелија, потоа реконструкција и модернизација на 3 постојни станици: Петровец, Сопот и Отовица, инсталација на систем за електронска наплата за патарина, како и изградба на овој оперативен центар, кој што официјално и го отвараме денеска. Токму од овој центар, преку видеонадзор, ќе се следат сите патарини, како и патиштата низ државата. На тој начин, навреме ќе добиваме информации за било каква невообичаена состојба, дали станува збор за сообраќајна незгода или каков било друг проблем на патиштата ширум земјата. Би сакал да нагласам дека нашиот електронски систем, кој што како пракса изворедно функционира во Европа, е интероперабилен со електронските системи за наплата на патарините во другите земји. Исто така, би сакал да информирам дека неодамна, со измена на одлуката за висината на цената на патарините, ја исправивме и долгогодишната неправда кон возачите на моторцикли. И наместо да плаќаат патарина како да возат автомобил, сега тие се издвоени во посебна категорија и плаќаат помала сума. Почитувани, модернизацијата на системот на наплата на патарините е комплементарна на проширувањето и реконструкцијата на патната мрежа во земјата. Досега се изградени 480 километри патна мрежа во вредност од 533 милиони евра. Во тек е изградба, реконструкција и рехабилитација на патна мрежа со вкупна должина од 550 километри, чија вредност е околу 850 милиони евра. Се работи на изградба на еден автопат, 4 експресни патишта и преку 40 регионални патни правци. Посакувам успешно функционирање на овој нов систем и нека им е честито и со среќа користењето на сите граѓани на Република Северна Македонија. Благодарам.